Ајде, здраво живо на сите. Пробувам нешто технички малце, затоа и каснам. Сакам да направам една пробна емисија во живо, каде што ќе може и вие да се јавувате. Значи и на телефон да се јавувате, да конверзираме вака преку пораки и има некоја опција тука кај што да се вклучите и вие во лајвот. Така да емисијава е општа. Не планирам нешто тема некоја, освен овие нормалниве теми што се нормално ненормални. Значи за тоа дека владава кажува дека сме почнале преговори со ЕУ, а од друга страна ЕУ вика нема врска, не сте почнале преговори, него фаза за почеток на преговори. Она као трофазна струја, ама вие са едната фаза сте ја почнале, се треба фатите нулата, за да може да пуфнете. Така да еве и на фан страната сакам да пуштам лайв. Па да, еве се гледа прославата околу мене, нели? Јас сум во еден од новите паркови, од парковите кои што се средени од градоначалници на ВМРО. Што биле запуштени, биле никакви направени, а сега се средени, направени, како што може да видите, си седам на клупа, покрај моето светло што си го имам овдека од рефлекторчето, ова другово светло, гледате, од озгора ми доаѓа светло, тоа е од канделабрата. Еве и луѓе има кои што поминуваат позади. Така да се ќе ви го кажем и бројот на кој што може да конверзираме, да се јавувате. Само една секунда, пошто е нов број и не го знам на памет се уште. Да видим само како идеш ово дека. Значи, бројот е 071 25 84 87. Значи, 071 25 84 87. Кој сака нека се јави. Абе, фонд со диагноза, не постои таква диагноза за да се даде на оваа власт. Значи, тоа е да е само корумпирана, ќе кажеме лопови, се не е проблем. Проблемот е во друго, што не е само што се корумпирани, него одроднички се, буквално петоколонашки соработници со окупаторот. И тоа дрски соработници со окупаторот. Значи, уште еднаш да ви го кажам бројот, 071 25 84 87. Значи, тоа е на овој телефон. Кога ќе задзвоните, ќе ве пуштам на интерфон, за да може да се слуша. Нова ми е страницата, иначе фан страната, че ја видиме кој се вклучи, кој сака да се вклучи уствари. Билјана Биле. Ајде да видиме дали иде тоа вака.
Е, Ајде, додај. Еве, додавање. Да видиме дали сака да се вклучи, дали ќе прифати додавање, пошто ми стави кај човечето. Изгледа дека не. Ете, исклучив. Само малце, може и на Вибер, може, да, секако. Секако, може и на Вибер да ми звониш. И исто и на Вибер ќе пуштам. Билјана, јас пробав да те пуштам, ама не прифати. Така да пробај пак. Ете, така видиш. Значи, споделив и на фан страната. Значи, фан страната е психоманија. Ќе ве повикам истовремено и да ставите допаѓање на таа фан страна, за да можем и овие лајвови да ги правам по таа страна. За почеток, тоа планирав да го кажем. Иначе, истовремено да кажем и дека каснев, пошто имаше еден што коментираше кај една пријателка на статус, дека од припор ќе се симнал кај Ино Спектар да ме чека у 10 саат, а јас се симнав, го почекав малце, пошто морав лајв да правам, заминав, него го немаше. Се симнав дури и до паркот доле, новиот Орце што го направи. Го немаше и да беше храбар ќе се појавеше, ама тој јадникот нема храброст ни име и презиме да си напише, а не да дојде. Маријан, колку што можам, толку правам. Не планирам само да му ги пренесам информациите до кои што стасувам и не планирам да го просветлувам, затоа што мислам дека е доволно просветен. Малце е плашлив, понекогаш малце повеќе, но доволно е просветлен и доволно знае да расуди што е и како е. Ампов има објавено и кај мене на ѕид, и плюс те имам покането да ставиш лајк на фан страната. Психоманија. Значи има кругче, во кругчето пишува ПМ. Значи не е пизду матери, но него е психоманија. Така да, еве, емисијата си ја правам. Што можам да кажам, дека немам што да кажам за одродничка влада, све си знаете луѓе. Сега да верглам едно исто што сите го зборат, мене е малце дегутант. А не планирам ни да се занимавам со опозицијата, пошто некој во опозицијата ни е наш. Значи, некој упорно со сите сили прави, нема да кажам кој, си знаете, прави обструкции, раздор, особено меѓу членството на неговата партија. Другиот има некакви планови и така. За тој другиот што има планови, еве ја вака као проститутка, пошто за него ние сме проститутки. Не знам што да коментирам. Не можем да го пишам бројот, пошто сум во живо, ќе го повторам.
Фала Игор, и ти биди ми поздравен. Остане ми со здравје. Јас си правам емисија, чекам со пријателите да си направам муабет, со гледачите да си направам муабет, за да може едноставно да конверзираме и да разменуваме и искуства и информации. За да разберат, ајде да кажам, сите, дека јас сум единствениот, можеби во новинарите, кој што има свој личен став и не го менува по ниједна цена. Значи, не постои пара, не постои ништо што може да го смени моето мислење и мојот став за одредени прашања. Поздрав, Илинка, и до тебе. Фала за почита, фала за поддршката. Повели, јави се. Ја само да го кажем уште еднаш бројот. Бројот е 071, значи 071 25 84 87. Значи, на овој број може да ме барате и на телефон, нормален, мобилен, и на Вибер, и на Телеграм. WhatsApp немам, пошто не ни сакам да го имам тај. Така да, повелете ве чекам да се јавите. Да видиме, има некој што сака да се вклучи во живо. Петко Неделковски. Ајде, Петко, да видиме. Да направиме муавет. Така, Трајче, фала ти многу, да си ми жив и здрав. Фала што ми помагаш. Петко го додавам во лајвот, чекам да се вклучи, да прифати. Ама, поздрав, брате Македончи, што е најголемо. Фала, Звонкот, зверотина. Еве, и Петко неќе да се приклучи, и него го исклучив. Така да, што да кажем, не знам. Поздрав, Боро. Петко, те пуштив да се вклучиш, не знам зашо не прифати. Кај мене, што би се рекло, нема лажи, нема преваре. Епа, нема што да чекаш, Петко, те исклучи. Точно, бара ротација, значи мора да го ротираш телефонот, значи не вака да ти биде, него вака. За да може да се направи телевизиска снимка, пошто вака кога е телефонот изгледа како вака да гледаш. Со едно. Затоа може би и да ти бара ротација на мобилниот. Се губи сигналот во центар. Звонко, не знам што да ти кажем. Ја овдека кај што сум во моментов, гледам на снимкава, пратам овдека лајвот, ми е добар. Петко, пушти уште еднаш ка барање. Пушти уште еднаш ка барање, пошто чекав и го исклучив барање.
Или јави се на телефонот. Јави ми се на Viber. Си мислам, денеска, например, читав многу статуси по Фейсбукон. Не можем да разберам потребата за етикетирање, за омаловажување, за кажување на невистини, кои што не се видени, него некој друг им кажал дека било така. Особено за мене. Еве, имам покана за оваква, еве го Петко, додај. Еве, Петко, те чекам да прифатиш. Значи, пробувам да го разберам тоа. Порано беа Бачевци, Олумчевци, Петровци, така натака, што плюка све и свашта, никој ништо не им одговараше. Ама денеска, тие што беа тогаш плюкани и омаловажувани, денес тие тоа го прават. Без аргументи, без факти, без ништо. Цаки напиша, Цаки од Рачево, напиша дека најмногу боли Весна, Весна. Само малце да видам што е како. Ајде, добро вечер, Весна. Дали се слушаме? Ја не те гледам, само те слушам. Да, еве, ако сакаш ќе пуштам и камера. Еве. Не, чисто онака, само дали е дошло по технологија со друг, дали иде уопште да добре. Да. Пошто се слушаме, на интерфон си вклучена и директно сме во лајва. Не слушнав ни тема, ни што имаш, ни како на почеток не се вклучи покасно, иначе те следа редовно. Фала. Наверојатно претпоставувам целото, не? Па темата е општа, значи буквално за се што се случува во држава. Ја го почнав лајвот со тоа дека владата тврди сме почнале преговори со ЕУ, а од ЕУ во моментот кажа дека нема врска, не сме почнале преговори, туку фаза за преговори. Нешто као фаза за струја, најверојатно. Не го разбирам тоа каква е таа фаза за преговори дека сме почнале. Па нема никаква фаза. Јас живеам во Словенија и знам што се кажува, ни фази, ни бутур, нека не лажат. Така. Овде не се зборува такви. Барам ја на дневник што гледам на Поп ТВ, тако нешто немам слушнато дека не е нешто вау. Јас немам слушнато, дури немам ни добиено потврда, пошто испратив мејл и до Европската заедница, до официјалниот прес-центар, за да ми одговорат на прашање дали сме добиле преговори, дали сме почнале со преговори, за да може скрининг да се направи, или пошто имаме различни информации, да ми ја дадат точната информација за да можем да ја пренесам на публиката. Се уште немам одговор. Еве, втор ден денеска, се уште немам одговор на мејл. Јас уопшто не се чудам зашто нема, што би ти одговорили, што да ти кажам? Па, тоа што е. Јавна тајна е, па и слушаме и гледаме што да е нешто и сам знаеш дека до сега ќе се радувам и ќе скока, ќе трча, ќе рипа, ќе Бог знае што ќе прави. Така, Весна, ама јас имам па една друга теорија, дека намерно не се одговара на мејлот, за да не може да го објавам тоа.
бидејќи во моментов, според мене, се пишува историјата за нашите генерации што треба да учат. Значи, нашите поколенија, дека ние сами сме се откажале, дека никој не бил против. Дали ме слушаш? Сега, малце имаше као на чекање. Да, ми звонеше телефон. Значи, дали она што ќе го учат нашите генерации, дека сами сме се откажале. Сега они ако ми одговорат на мене, ќе има запис дека ми одговориле дека не е така. Дека не е јавна тајна, туку дека е реалност. Дека тие не ни сакаат да не примат. Они Тоа е милион посто дека не сакаат да не примат. Да, затоа што според се што помина во овие 30 години, буквално може да се констатира, еве, барем јас да го констатирам тоа, дека они едноставно се каат зошто воопшто е формирана тука држава. Точно така. Они не планирале, они не очекувале дека тука постои вистински народ, вистински македонци, кои што со векови, со години, со децени чекаат да им се оствари сонот да имаат своја независна држава. Они се уште не може да го укапираат тој дел. Па знаеш како, обично, пошто јас се среќам со многу обичен народ и кои што сум и тел, јас со тој обичен народ, не би рекла дека не знаат, а некои у наводници може би и не знаат. Не верувам дека не знаат. Зашто има многу македонци насекаде и не може да не знаат, затоа што и секој кој што оди, барем јас поđајќи се од себе, и у Африка да живам, јас моето ќе го однесам. И не може тој некој околу мене, у моето окружување, да не знае за мојата каква таква држава, покава или мала или голема, или била или не била. И знае сите факти што јас ги знам од мојот дедо, прадедо, каква била и што била. Точно така. И колку била и... Така да не би рекла дека они тоа не знаат. Може би не очекувале, не знам, уствари па и ништо не сме покажале некоја ратоборност, тоа да, кај некои поединци ја има, многу ретко, веројатно од тој прост аспект, што преживува само предавниците, се знае кој преживува. Младиве, војводи, комити, што ти не, па и партизани, значи јас имам погинато прадедо во Турско, дедо ми е тепан од бугари, јас потекнувам од Чеполијата, каде што не се изразувам во живот, да не опцувам и да не кажам нешто што не треба. Нека ми извини секој, ма толку сум револтирана, пошто сум далеку и не можам да бидам сега таму, здравствени причини, диализна сум. Така. Да, повторно ми звонеше, ќе го замолам Дардан, верувам дека ме гледа, пошто он упорно ми звони. Да завршам со Весна и јас ќе го побарам Дардан. Да видиме, да ни каже што он има да каже. Повеле сме, продолжи. Све што се прави ова на вистина не е во ред. Значи, ако можат овде, јас да морам примера, и нели Европа нешто фура некои демократии, ако јас можам со кучињата у ресторани да седам едно до друго, а ја како човек да не можам да се кажам која сум и што сум, од дедо и од прадедо што се знам која сум. Така. Тоа што презимето мое многу ги буни и што сите ми кажат милион непристојни работи во инбокс, пошто вака што викаш ти немаат муда да кажат. Да. Презимето ми од таткото на моите деца, што ние сме си имале мешани бракови, православен од Косово. Па добро. Наоѓам ги ВМРО-ците, што најмногу ме боли, да ми кажат, ај ти ќути таму, идеме српско презиме. Тачно да. Што ти измета моето презиме? Па одма си четник, еве, јас сум четник, ама јас сум прав четник. И се гордеам со тоа дека сум четник, затоа што јас сум и по мајка, и по татко, и по баба, и по дедо, прабаба, прадедо, по све сум србин. Човече, не ми е јасно.
кај нас. Па кога немаат аргумент или нешто попаметно за да ти одговорат на коментарот или контра твојот коментар, твојот став, најлесно му е на неписмен глуп човек да те квалификува или да те навредува или он да мисли дека те навредува со тоа ако ти каже чет. Бог те чува. Ете. Има страшно многу ги гледам по ова Фејсбукот што објавува човече, ја не можам да сватам дека македонец да поддржува бугарофил, еден го има, са не ми текнува никако се вика моментов, кај што кажува дека ние македонци сме биле бугари, не знам што сме биле, па ти знаеш колку македонци му потврдуваат за некои таму се ТНФ, МНФ, некои такви презимиња. Ама, види, има такви што му потврдуваат и секогаш ги има и секогаш ги имало. Затоа што предавници имало и ќе има, не само кај македонците и во Македонија, туку сегдека во свет. Значи, такви предавници имаш во сите можни народи. Затоа ги викаат одродници. Не можем не можем, да знаеш како, денеска све е на тацна, а ние имаме живи предци, бре, Боро. А точно. Не мора да чита, не му треба ни Google, ни Google, ни историја, ни ништо, нека иде, нека прошета низ македонски брод. Во асимилација има живи, има луѓе на барем тоа ќе ги има тие живи да кажат. Да им раскаже. Не мора историјата не така да ја пишува по дефиците. И не може они Бугар Османи, ѓубре едно расипано, вака јавно ќе го извреѓам, јас ќе го однесам во Егејска Македонија да види моите предци што зборуваат и како зборуваат, со кој јазик зборуваат. Да, ама Бујар Османи е истакнат политичар кој што еве и јас исто ќе кажам дека повеќе работи за албанските интереси од Албанија, не македонски албанци, него за албанските интереси на Албанија, отколку за Македонија, без разлика што е он во македонската влада. Тоа јавно да го кажува, Боро, извините, прекинува. Па не може. Не може така да го кажува човече, има живи луѓе што уште зборуваат бре со тој јазик. Точно. Затоа сите што дојдат сите зборуваат македонски, бре. Така е, затоа ги јас на пример ја правам емисија за да можам да имам сведочење од луѓе кои што има таму своји луѓе, своји роднини. Како немаме? Е така. За да буквално им пропадне целата таа лажна слика што ја прават во моментот. На туѓа несреќа никош не се гради сопствена среќа. Секогаш ќе ти биде утнат. Точно така. Ќе си го добија, сите ќе си го добија. Во ред, Весна. Фала што се јавија да видам Дардан што сака. Нема проблем, слободно, кај мене у емисија слободно да се избориш буквално како сакаш. Дури и да пцуеш. Во ред, фала ти многу. Фала многу. Ајде, пријатно. Ајде, пријатно. Значи дека функционира јавувањето во живо. Ајде да видам ја сега со Дардан, пошто беше упорен и звонеше. И директно ќе го пуштам во живо. Добро вечер, Дардан. Ајде, добро. Така, директно во живо те пуштам во емисија. Ајде, честито, си почнал нешто ново. Па, ново емисијата ја почнав негдека април месец, ама тргни застани беше. И пошто гледам дека поддршка немам никаква од никого, пошто Честитам војвода, народ те поддржи, тоа да знаеш. Фала ти многу. Измеќари да те поддржат. Па не само од измеѓарите. Јас очекував поддршка да можам да направам нешто малце по нормално. Очекував финансиска поддршка од луѓе. Се обратив. Како почнеш да плукаш по Македонија, ќе се налепот отмаш. Па тој филм не може да го гледат. Барав од неколку луѓе
кои што мислев дека ќе ми помогнат, пошто претходно ми кажуваа дека ќе ми помогнат. Затоа и почнав, викам еве ќе направам емисија, ќе направам джинглови, да видя дека стварно почнувам нешто да работам, за да знаат дека не измислувам, дека не барам јас. Како ќе препознаш кој ти е пријател? Кој ќе им помораш пари? Така. И пошто никој не даде пари, а се случуваат многу дешавки во држава, многу случаи, и морав да си почнам вака од мене. Иако ќе се најдат, со среќа нека ти пожелувам успех. Фала ти многу. Сакам 2-3 збора да кажам на актуелните теми, има многу да се зборува. Так. Страшна е трагедија што трпи Македонија и македонскиот народ. Ние од вчера сме издржале и потешки предбрежја, се надевам ќе ги издржиме и овие. Јас сум вечити оптимист кога е во Македонија, која е Македонија во прашање. Најстарата земја и најстарата цивилизација на европскиот контингент ќе биде трагедија да пропадне страм за целата Европска унија. Најголемата трагедија е поро што ние овде во форумот политички, нема да спомнувам име някој, сака нека се препознае, што имаме многумина со лејки без семки. Ги слушам секој ден како пагбајли повторуваат јазикот заштитен, идентитетот заштитен, како што беше кога се менуваше името. Истите лаги, истите методи, истите начини за манипулација. За жал, има такви што се лепат на лагите. Мислам дека се малкумина, меѓутоа се лепат. За жал. Мислам дека ние имаме погрешна стратегија, особено дека се однесува за опозицијата, затоа што знаеме ние кој може да истера работа во крај само една голема партија има која што има моќ, финанси и членство за себе. Точно. Нека не бараат избори. Нека се насочат кон нешто друго. Избори никогаш нема ти дадат дека не ја завршат Балканова работа. Него треба да се најдат мажи што новија психопати што секој ден не лажат, ќе наденат лудачки кошули и ќе ги вртат таму каде што им е местото, а тоа е на лечење во Демир Хисан. Зашто ова да ти го кажа, ти го велам? Затоа што гледај сега, за јазикот бил заштитен, зборуваме на македонски, бугарите го признаваат, Европа го признава, не тапкаат по рамо. А Боже, сачувај бе, кој те тапка по рамо, што мислиш, добро ти мисли? Не, бугарите не го признаваат. Јас ти прашувам сите нив, ќе ми дозволиш сега, па ќе комуницираме, малку да се испукам да ми се олесни. Велат, нема правна важност унилатералната изјава бугарска. Како нема бе? Нели не се разговара за јазик и идентитет? Како тоа сега влезе во преговарачката рамка унилатералната изјава бугарска? Тие се лудили. Лудили е Бугарската академија, бугарскиот парламент, бугарската влада, бугарските научници, бугарските новинари, тврдните политичари, кои што цитираат тоа кои очи ти кажуваат македонски јазик не признаваме. Да ги прашаме вие наши измеќари во власта со лејки без сенки. Овој македонски јазик ќе се споменува. Дали знаат дека кога и тога, дали после 3, 5, 10, 15, 20, 30 години ќе дојде отварање и затварање на 34-то поглавје, во кој што конечно треба да се запише македонскиот јазик. Тога се запишува, не сега. Што ти мислиш, бугарите така ќе седат? Како што Магејличарот го вади од Шешир заегот, така бугарите при затварањето на 34-то поглавје ќе извадат ова унилатерална изјава. И знаете што ќе се случи? 20 земји ни го признале јазикот. Ти го признале, ама 27-та Бугарија не ти го признава. И става веќе. А се одлучува со консензус. Точно. И џабе сме изгубиле. Што ќе правиме? И ќе останеме со прстот уста. Или самобришење, еутаназија, или нема еу. Па јас се надевам искрено дека ќе дојде некоја нова влада која што ќе послуша некои совети од поискусни политичари и која што ќе има мажи во таа влада кои што ќе го употребат
тоа што сме го добиле како членки на НАТО. Епа, и сега, поро, ајде сега малце ќе се обидам да бидам културен. Те знам кои си, што си откаже си дето стара мајка. Знаеш кој може да биде овен предводник на стадото? Кој? Само овен со атрибути до коленици. Па да, ама и со рогови, со два круга рогови околу ушите, за да може да мавне. А постои рогови, треба нешто, атрибути до коленици, иначе овците не го почитуваат. Точно. Какви избори бе? Искачање од собрание. Гарантирал не мога да му гласаат пратениците. Боже, сачуве, ти ќе ги контролираш пратениците кога ќе ги оценуваат со деца, со кривични пријави. Тие се подготвуваат веќе, како што беше за името. Точно. Тогаш им треба 8, сега им треба само 6. Да. Така ли ќе ги остаат они? Па, они подпишаа божемни изјави некакви. Да си бришат вулканиците со тие изјави. Така. И сега Кој обрзан да ги почитува? Точно. Но што ги обврзат да ги почитува? Што ништо. Јас на кај мене на Фејсбукот ставив еден урнек како би требало да изгледа изјавата за да биде веродостојна. Ама не ми треба изјава. Не. Слушај ме се. Дардан. Бора, не им давам Значи, еден промил шанса. Добро се. Враќање на мандатите, за да не можат да ти купат пратеници. И блокада на собрание и на влада од сите страни. 24/7. Значи, само тоа е... излез. Ама тоа е обично, тоа обичниот граѓанин треба да го прави. Они во собрание треба да направат политичка криза, да предизвикаат избори. Да предизвикаат да падне владата. Ако не напуштат парламент. Па едноставно, ќе направат беле, ќе се тепаат бе унутра, имаат право да се тепаат. Нема да дозволуваат гласање. Ја не зборам за тепање, ја зборам за покултурни методи. Ма какви види, клин со клин се избива. Оној што дошол на сила, мора да си оди на сила. Тој со Арно нема да си оди. Какво оди? Не, ќе си одат. Кога ќе завршат Вулканова работа, тогаш ќе си одат. Така, извини, да поздравам Виолета, пошто ми е многу добра пријателка. Да си ми жив и здрав, ти честитам, ти пожелувам да се отворат сите желби што си ги замислил. Фала ти, Дардан, и ти да си жив и здрав, па се слушаме и некогаш ќе правиме лајв заедно вака. Да сме живи и здрави. Така, биди поздравен. Ти благодарам пријатно. И Дардан си каже тоа што има да каже. Значи, повелете, јавете се, да може да конверзираме. Во меѓувреме ми пиша некој, имаше коментари. Бранк не отида, баби си исплачи во на дебела на свиња, може и од мене да късне. И ако сум ослабел малце, коска може да ми скрши. Да видам само малце. Да стасам до коментарот. Томче Георгиев, јави се на телефонот за да може, пошто не успеав да го прочитам коментарот, дали се согласуваш со мене во овој апартхеид кој живееме, дека Заев си ја заврши и одложи на албанската мафија. Не се ја заврши никаде. Конечно го исклучив. Телефонот не знам зашто ми се уклучи вака, а не ми звони. Најверојатно од овој паметниот саат што го носам, многу е паметен, више никад нема да го носам. Си стојам ја нормален саат, старомоден, уопште значи да продолжам. Томче Георгиев го повикувам за да се јави, да може да искомуницираме за ова што пише со албанската мафија и Заев, дали им се одолжи. По моje мислење е дека не им се одолжил, туку ова е последната гранка за одолжување, каде што направија пат за Албанија да почне со преговори,
а ние во фазата да ја фатиме и нулата и да фатиме да бидеме во електричното коло, најверојатно од обновливи извори на енергија. Така да Весна Здравеска им пишала дека има пратеници и ботови на кои тоа име работа да добро за бугаризацијата. Само излегување од собрание му е мајката, нека учат од СДСБ. Абе, нити се Ш, нити се Б, нити се СДС, тие се клошарана од родничка. Не знам како да ви објаснам. Затоа што тие што беа СДС сите ги избрка. Какви и да биле, колку и да биле комуњари, сепак биле македонци и правеле нешто за Македонија. Јадниците сега од што немаат каде ве ги се лепат од друга партија што им беше конкурент. Блокада на собранието се прави само исклучиво ако пратениците покажат физичка сила. Значи како оној што им покажа физичка сила кој им фрлаше филџани и шишиња со вода. Значи они го имаат тоа право. Ја имаат таа заштита да, пошто и тоа е една од демократските методи, да предизвикаат парламентарна криза, да предизвикаат политичка криза, за да може, пошто има криза, да се реши таа криза само исклучиво со избори. Народот да одлучи. И тогаш тие избори ќе бидат и референдум. Тој што е за бугаризација, што сака да се побугарчуе, ќе гласа за оваа власт. Тој што не сака да се побугарчуе, да биде бугаризација, што не го прифаќа овој француски така наречен предлог, ќе гласа за опозицијата. И готово. Буквално 2 во 1. Не да ми продаваат и оној од Европска унија, нека кажела партијата дали е за Европа или е за Русија, ако не го прифаќала. Нормален или е тој бе ненормален? Будала. Така се кажувало тоа, ако е вака е така, ако не е така, ако си со нас е супер, треба да бидеш да смениш пол, а ако не си со нас, тогаш си со Русија. Па будало една, попрво ќе бидам со Русија, него пол да сменам. Спасе Мицковски им дозвол, не би сакал вечерва да го зборам, затоа што многумина почнуваат да душа боли, пошто ги знам луѓето, да ми кажуваат дека ако сум го плюкал Мицковски, ја плюкам партијата. Мицковски е Мицковски и дури и он сам насител кажува дека не е партијата. Го прашува дали ќе прави коалиција со СДС и он почуе трт, мрт, врт, трт. Мене ако ме прашувате како Христијан Мицковски, јас сум против. А никој не го прашал дали како Христијан Мицковски дали е за или против. Така да не сакам уопште да го спомнувам него, пошто ми се превртуваат цревата. Толку ми е гаден, погаден ми од заед. И уште еднаш да кажем. ВМРО ДПМН како партија е партија на честни, праведни и правични луѓе. Насадени комуњари кои што прилепуваат само комуњари околу нив, тие не се партијата, без разлика што имаат сега функција. Таа функција ќе им заврши. Сигурно нема да го гледаме со години како што се пофали на Фуркан. 100%, јас лично гарантирам. Затоа што првите избори кои ќе бидат, ќе има што да види. Партијата кога ќе ги добие гласовите, кога ќе освои мандатот, тогаш ќе му покажам што имам, за да види дека он не може да биде премиер. Морално не може да биде премиер. И се изнервирам без потреба. И кажав, неќу да го споминјам шо. Така, уште еднаш да ве повикам, јавете се на телефон.
полесно е за конверзација. Телефонот е уште еднашка ќе го кажам, 071 258 487. Значи 071 258 487. Јавете се на Viber или на телефон обичен или на Телеграм и ќе искомуницираме, ќе ве пуштам во живо директ. Весна, извини, нема да ти коментирам на коментарот. Значи, шубаво си почнаве да објаснувам за ова. Сега ми застана мислата. Поентата ми е дека ова све што се прави, прва и основна работа е, кажав за изборите и за дека тие избори може да бидат референдум. Исто така, значи многу правници и многу професори по право, освен овие што се со пратенички функции, поточно тие се пола-пола, нема веза, сите кажуваат дека она што е направено по нерегуларен пат, по неправен пат, значи незаконски, се поништува законски. Се докажува дека е направено незаконски и се поништува. Сето после тоа направено е исто така незаконски и не важи. Значи, почнуваме од Преспанскиот договор, каде што јасно пишува дека меѓународен договор подпишува исклучиво председателот на држава. А таму се подпиша некаков си министер и некаков си премиер, што немаат мандат да го подпише тоа. По автоматизам, таквиот договор, Преспански, е невалиден. И се што е направено по таквиот договор е невалидно. Значи, не важи. Едноставно не важи. И све се враќа во првобитна состојба. На кого му смета, си има начин како се прави. Има жалби, малби, ова, она. Маријан, нема зашо да те плажи, баш заради тоа што народов е премногу лажен, веќе не може да го лажат, веќе ги чита сите лаги по самата уста која ќе се отвори. Знае дали лаже човекот или не лаже. Васе, фала многу. Еве ја терам емисијава, она ќе иде секој втор ден, а ако има дешавки и секој ден. Мислам дека и одговара името психоманија. Значи, со Маријан Чокузовски, колку ти е тешко презимето. Значи, со Маријан Чокузовски комуницирав дека нема потреба да се плашиме, затоа што нашиот народ од време, значи од кога постои, значи повеќе од 2000 години, сите други народи му се диват затоа што е единствен народ кој што е самоодржлив. Значи народ кој што не бара многу, не бара пари, не бара богатство, не бара ништо. Доволно му е само да има храна и да има достоинство и гордост. А храната сам се ја произведува. Здравко, точно ќе им дојде крај еден ден, 6 години прават се нелегално, да, дојдоа на власт нелегално, така да е нормално кога ќе дојдеш нелегално да работиш. Но како што си дошол на сила, така и со сила треба да си одиш. Во моментов, бар според мене, шансите за БРИКС се еднакви на, да не е 0, ама ќе кажам 2. Од 10, 2. Затоа што со оваа власт,
со овие политичари кои што се во моментов властодржци, соработници на окупаторот, прво они не сакаат да слушнат за БРИКС, камоли да аплицираат, но со некои други политичари можеби и да се поправи и оправи ова глупердијада што е направена сега. Тоа е исто како на времето Циле со милијардата што ја направи со признавањето на Тајван. Па моравме еден куп работи, други да ги направиме, да објасниме и да докажеме на Кина дека народот не е Циле. Дека народот признава една и единствена Кина. Па се мислам дека ќе се најде маж кој ќе ги поништи договорите, особено ако тој маж е нормален и си направи сојузници. Значи сојузник мора да се најде и мора да се обезбеди. Чизмата е чизма, ама мора една чизма да се прифати, барем помеката. Затоа што ако едната чизма е премногу цврста, груба и крши коски, другата чизма е малце помека и таа не потиштува, ама не крши коски. Другата чизма ти дозволува да бидеш тоа што си. Затоа мислам дека мажи се уште има. Ајде видиме кој бара да се вклучи во лайф. Душко Стојчевски. Еве, Дуле, се исклучи Дуле. Ништо. Душко Стојчевски се вклучи, ама па добро, само Русија, Кина, Индија и Турција нема. Оно има ЛГБТ, ама не ги тинтраат многу. И има повеќе држави кај што нема тие педеролезбиско, педофилски, малцински групи. Даниел, јас многу би сакал да ти кажам право, сите до еден да си лежат, затоа што сите до еден имаат зашто да лежат. Значи не мора мање више што се коруптивни, вакви, онакви, едно и друго, по член 308 да си лежат. Закон за велепредавство. Значи, они направија велепредавство. Ја натераа државата да биде подчинета. Игор, до кога ќе ги остават, не знам. Затоа и, еве, јас се борам и затоа што, еве, вака се борам како што се борам. Многумина се најдоа паметни да ми кажа дека сум се продал, дека сум взимал рубли од левица и од гром, за да кажувам, ова што го кажувам, а ова ми било кажано од Калето да го кажувам. Не знам од кога Калето работи со рубли, ама ете ја рубли сум взимал од нив. Зоран, саш да кажеш само Николчо ги возеше кошуми. Па ги возеше, да. Не знам со што го оценија, само за пржино, а и после пржино. Затоа што и тогаш го критикував, особено пред Дик, дека клин со клин се избива, дека на сила мора да одговори со сила. Така, Игор, голем број од народот знае и што кажувам и зошто го кажувам сето тоа, но ете има тие што зависат од некои партии, да кажем, не партии, него поединци во партии, па мора да ми пишуваат такви работи. И дури да ми се закануваат кој тој еден од припор, македонски Филип, дека ќе ме врзеле и јас сум претерал,
и така, и ми рече у 22 да бидам кај Ино Спектар, ама не дојде дечкото. Нешто изгледа ради гуза ко медуза, овака. Игор, народот да излезе без партии не може. Едноставно не може, за тоа што нигдека во свет народот не е искочил без партии. Секој протест народен е организиран од некоја партија или невладина организација или центар или било што. Затоа што секој еден народ, ако нема организатор, тоа ти е како мува без глава. Нема што да каже. Не може сите да бидат политичари, не може сите да ги артикулираат. Замисли искочат 10.000 луѓе, секој со свој став, на што би личело тоа? Значи, тие 10.000 луѓе поддржуваат една работа за која што имаат различни мислења. Но се обединуваат и сите тие различни мислења ги споредуваат во, да кажеме, една реченица, но таа една реченица мора да има еден човек што ќе пренесе таму кај што треба да се пренесе. Иначе вака народот како народ сам да искочи на улица, што ќе направи? Искочи еднаш два пати, последниот пат искочи кога беше она со што го вика антиваксерски протест, а не беше антиваксерски, него беше антимерките што беа наметнувани. Тогаш искочи народот сам од лична иницијатива, значи против тие мерки. Дечките што го направија инвентот за да се искочи, малце се упрпаа, се исплашија од полиција, од милиција, од ова, од она, да не ги викале, не знам, на распит или вамо тамо. И толку. Нема кој да ги артикулира желбите и ставовите на народот. Затоа ти кажувам, барем јас мислам дека народот сам не може да излезе. Без партија. Не може да нема фајда од политички партии, затоа што ако нема политички партии би било анархија, брат. Мора да има политички партии кои што ќе го представуваат народот. Значи народот ќе ги избере и они ќе го представуваат народот. Затоа се потребни тие политички партии. Затоа се изборите, затоа се вонредни избори и така натака. Иначе за не Скопје, значи политичкиве партии што се активни во моментов, значи во моментов се опозициони ВМРО, ДПМН, Левица и Гром, пошто Гром искочи од коалицијата со ВМРО, нема да правам увавец. Зашто? Се знае, барем знаете, валјда знаете, и тие партии си имаат своја инфраструктура низ цела држава. Значи, си имаат своји општински комитети, местни комитети и така натака и така натака. Блокада треба да има на секој град. Да не биде како сега на последниве протести, да се плаќа гориво за да дојдат до Скопје и кога ќе секнат парите за гориво, нормално луѓето да престанат да доаѓаат и да се каже нема веќе интерес. Како што го направија тоа. Затоа и се делеа на моменти, па после мораат да се враќаат у народот кога го направив лајвот, кога покажев дека кај отишли уџу. Виолета, да, само избори, што се однесува до местење, колку и да местат, како и да местат, значи, они ќе ги наместеа и локални избори се. Но покрај нашиве 3-4 екипи од Инфомакс што бевме тамо, за наредните избори, верували или не, има доста кандидати што се нафатија да ни помогнат во известувањето и од други градови. За да нема местење, поточно да се намали местењето до минимум.
Здравко, се трудам колку можам, дури на моменти против сам себе одам, затоа што и јас, како и многумина, имаме прилично притисоци, но глава е кељава затоа што е многу тврда, личи на шлем. А у слободно време со пријатели кажувам дека се уште не се родил некој со толкав за да можем ја да му седнам у скут. Не знам зашо не се јавуете на телефон да комуницираме полесно. Јас разбирам и страф и све, ама ја иначе требаше да бидам во Битола денеска. Има една манифестација хармониките, ама не сакам да помислам дека заради овие мои ставови и ова што го зборам, добиле менаџерот општината, па тој рекол јас да не идам таму, да снимам. Така да, ама секако сум тука. Еве да ви го повторам уште еднаш, бројот може не сте го слушнале, 071-258-487. Јавете се на телефон, на Вибер, на Телеграм и ќе искомуницираме директно во емисијата. Линка, со протести овие 10 дена покажавме дека луѓето кои што се дојдени се доволно свесни, доволно силни, доволно паметни да искочат и да се борат за тоа што е нивно, за тоа што е светост. И да ги поддржат пратениците внатре во собрание да го направат тоа што треба да го направат. На силата да одговорат со сила. Затоа што народот од надвор нема да ги пушти да искочат. Затоа пратениците од внатре, кои што се избрани од истиот тој народ, бидејќи секој еден пратеник во просек тежи 8000 гласа, значи е должен, бидејќи представува 8000 луѓе, секој еден пратеник, 40 и кусор пратеника, по 8000 луѓе се тоа. И тие и да удрат некого внатре во собрание, друг пратеник, значи се степале 8000 луѓе со други 8000 луѓе. Они го имаат тоа право, на тој начин прават политичка криза. А политичка криза се решава исклучиво и единствено само со избори. Сега, друго 20 е ако некој не сака да има избори и само декларативно кажува дека сака да има избори. Уред. Ја мислам дека доста е за денеска. Да ја завршам емисијава тука. Бидете ми поздравени. Имајте лека ноќ. Бидете сигурни дека има луѓе кои што ги следат работите, кои што ги бешат коцките, не дозволуваат на душманите многу лесно и туку така да направат. Без разлика што за истите тие луѓе некој сака да протура етикети разноразни од типот како беше рушвет, од типот се продале и така натака, и дека биле како беше главни кадровици. Затоа што да беше така, да барале рушвет, а да не добиле рушвет, сигурно кога се бара рушвет, се вика или ќе ми даеш рушвет, или јас тоа и тоа ќе го правам.
А тоа очигледно, барем јас не гледам дека се прави. Ако се прави, кажете. Игор, ова е, ако се сеќаваш што правевме муавет кога бев во Швајцарија, кога се видовме, значи ова е дел од тој проект. Психоманија е емисија која што ќе го пренесува гласот на едноставниот народ, на обичниот народ. Значи, онака како што збори народот, како што си правиме муавет, кој ќе се видиме, таква ќе биде оваа емисија. И е проект мој личен, независен, затоа што не сум финансиран од никого и затоа емисиите ги правам од телефон во парк, со друг телефон, за да може да се комуницира, да биде контактна емисија. Финансиска поддршка немам никаква, освен платата што ја добивам во Сонце и хонорарот кој што го добивам од Инфомакс. Фала на гледањето. Па го терминира времето со 22 часот да биде, за да може да ме гледаат од различни страни, бидејќи тоа некое средно време. Кај нас не е многу касно, а на друго место не е многу рано. Затоа го терминирав да биде 22. Може да биде 21:30 или 22:30. Според македонско време. Нека е за Фајронд. Ако има уште некој прашање, прашајте, за да не кажем 10 пати толку од вечерва. Горед, имајте убава вечер, мирни и убави сништа, размислувајте позитивно, за да имате, за да се случува позитивно. Лека ноќ и да е жива и здрава Македонија во векови и векови. Лека ноќ, македонци.